Преспав беше проект кој што носеше таква една голема позитивна енергија. И сега од една дистанца поминаат години, како да имам чувство дека на друг начин сега Коста ќе ги гледа работите и Ула и сите. Кога бев дете, јас растев со Бранко Коцкица. Искрено, јас го обожавав тој човек. После 20 години го среќавам Бранко и му приидов и таков муабет му направив, но со турската серија што ја снимав сега сватив како тоа би можело да функционира, да изгледа. Флашичка вода да земам, ми доаѓа човек и ми вика, те молам, не земај ти, не ми ја земај работата. Некако во животот се сум поминал. Зашто ви вернете никој да не гледа солзиве, што за тебе сами тече. Што го врти светот? Па ви кажа преска, ја мислам парите и жените, друго ништо. Секоја недела во подкастот Што го врти светот прашуваме најразлични профили на луѓе што го врти светот и ред други прашања. Но одлучивме од оваа недела да излеземе од студија и да ве прашаме вас. Првата анкета ја правиме на најпопуларната локација за анкети во Скопје, а тоа е пазарчето Богњаковец. Ајде со нас. Што го врти светот? Па ви кажа преска, ја мислам парите и жените, друго ништо. Музиката. Мојот свет се врти околу уметноста, околу балетот. Светот кај врти едно лицемерство и дубока држава и само где е капитал. Крај. Господ. Според мене не знам искрено вака, али сите вика дека парите го вртат светот, така да. За мене не знам. Среќата, децата. My world goes around because I have the opportunity to travel. I work here in Skopje. It's fantastic. I get to know other cultures and meet exciting people. So, yeah. Што го врти светот? Парите. I think also money. Појма немам луѓето. Љубовта. А тука се каравме пред 5 минути, ама љубов. Ама сега е добро на крај се смир. Да. Супер. А етика. Љубов. Љубовта, па секако. Чекайте, уште едно кратко прашање. Што е култура за вас? Домашно воспитување пред се. Тоа е више дугачка тема. Ако кажете. Тема за култура, треба да си културен, како да кажам, повелете, изволте, пријатно. Сите се тие атрибути што треба човек да ги има. Нешто што го стекнуваш текот на твојот живот, например, не знам, во училиште, сето тоа образование што го стекнуваш, спаја под култура, како се однесуваш исто така во општеството спрема другите. Култура, свака е култура добра, свака вера е добра и да ја протежирамо и да ја употребljavamo и да ја експонирамо свакога дана. Бонтон, почитување, сакање, помагање. Кажете ми пример. Христос. Традиција, со еден збор. Опишување на народот што обре, појма не. Сето спротивно тоа што го имаме тука. Култура. Секој засебно. Почит, не знам, почит. Да имаш осет кон другите, значи да си имаш граници, да ги знаеш за туѓите граници, некако да се почит, да, пак да ги почитуваш границите, така што некако тоа. Не отидовме во култура, театар и слично, туку повеќе меѓучовечки однос, таква култура. Сакате ли да ве пратиме на концерт? Заедно на Бубан Мирковски пијано на 2 декември, ако сте слободни. 2 карти? 2 карти. Ајде, Секако може. 2. Може, да. Може. Дали сакате случајно ве пратиме со сопругата или со уште некој на концерт пијано на 2 декември? На Бубан Мирковски ќе има Ако пијани. ни дозволат можностите. Да, ако ќе ви дадеме ние карти, па ако се сложат бабите, може да идете. Може, зашто да не. Здраво, Игор, што го врти светот? Љубовта. Најчесто одговор на сите време. Кој е последен добар филм што си го гледал? Догмен на Матео Гароне. Сега, кажи ми, која ти е омилена земјоделска култура? Или градинарска? Па зависи од омилена грозија, одгледување грозија. За гледање или за јадење тоа? Не, за одгледување.
грозие. Многу популарни проекти, не само популарни, туку и сакани од публиката, зашто популарноста не значи дека публиката ќе те сака. Се секогаш телевизиските серии, нешто што кај нас го има навистина малку во поглед на македонска продукција. И сега ти беше во две и во детската фамилија Пет и Петко и во Преспав. Во Преспав, кога беше, баш имавме едно интервју со Дина Дума тука и она зборуваше за тоа дека сте имале ситуација на сет каде што ти си кажал нешто и вика саат време ние не можевме да престанеме да се смееме за да продолжи снимањето и на крај се снимало по твоето. Колку често има импровизација behind the scenes и дали си размислил некогаш за импров да правиш и театарски? Преспав е проект што наистина ме обележа на некој начин и е долг проект. Многу епизоди снимавме и низ тој проект ја научив многу работи. Со самото тоа дека снимавме 130 епизоди, 120-30, можеби и повеќе, грешам, тоа е минутажа сериозна и за актер, тоа го посакувам на секој актер да го доживее како минутажа и со текот на времето се доби една слобода. Станавме семејство на некој начин и почнавме да си правиме секакви работи. Импровизациите се многу важна работа. Мене барем, ја не сум човек што влегувам со идејата дека ќе импровизирам и дека сум спремил нешто па сега ќе го направам. Едноставно се случуваат такви работи. Дина кажа убава импровизација каде што тргна работата, едноставно тргна и тоа испадна добро и продолживме во тој правец да снимаме. Но многу често се случуваат и неуспешни импровизации. Да. Така да импровизацијата зависи и од партнерот, зависи од енергијата моментално. Преспав беше проект кој што носеше таква една голема позитивна енергија. Ден денес луѓе кога и да ме сретнат само прашуваат ајде нова сезона, нова сезона, зошто нема нова сезона? Дефинитивно е нешто што бележа многу. И пак е тоа поврзано со телевизијата и со популарноста и со се. Па ајде нека биде апел за нова сезона. Да, апсолутно. Јас не им велам нема да има. Кој да ме праша, искрено не знам ништо, но лично посакувам. Потајно многу посакувам и сега од една дистанца поминаат години како да имам чувство дека на друг начин сега Коста ќе ги гледа работите и Ула и сите, знаеш, може како да фали да се заокружи целата приказна. Имам чувство дека треба да се заокружи целото. Дека има простор за има дефинитивно, ние него заклучивме тоа. Може и не треба. Оставете, нека си трае кога е веќе добро. Така е. Сега за детските содржини, многу ми беше интересно, соработував со еден твој колега актер, сериозен голем за еден друг детски проект и правиме ние некој PR текст и јас го прашувам, може ли да ни кажете што значи за вас улогата во овој детски цртан? Па за мене ова е најважната улога во животот што сум ја играла. Сега играл на регионални, светски продукции, значи како најважната, може да ми објасните? Вика, образованието и здравството се основите на една држава. Образованието почнува со детскиот цртан. Како ти гледаш на и ова ме освести и викам, ние овие луѓе треба да ги слушаме за да сватиме кои се реалните вредности и работи што се битни во едно општество. Како ти гледаш на твоите улоги во детскиот формат, затоа што имаше две улоги едно време и паралелно ги играше. Да. Почнав со Цветко, па се појави Дедо Менде, па се појави детективот Цветко. Да. Значи, Цветко беше едно наивно детенце кој што веруваше во се и секогаш беше на крајот изигран. А детективот беше тој што ги решаваше случаите, па почна да ги греши многу. Дедо Менде се случи така се роди Дедо Менде. Едноставно почна со импровизација. Тој лик се роди баш со импровизација, тотално. Предобро. И така излезе. Едно со Киви имаш една сцена многу добра, кај што го загриза така Кивито и ми текнува дека син ми не може да се состави, мислам дека едно. Да, има многу ситуации кои што еве деца ме среќаваат, пак ќе кажам, по 20 кусур години ми велат растев со тебе, сите реплики ги знам. И се пак да се вратиме назад за влијанието. Па, мислам, не сакам да зборувам за такви големото инпут што го имам влијание врз луѓето. Јасно е тоа. Да. Стварно е јасно. Јас кога бев дете, кажувам една анегдота што е вистина. Кога бев дете, јас растев со Бранко Коцкица. Искрено, јас го обожавав тој човек, ги знаев сите.
Зборувам за тој период кога ја одеше. Тој беше мојата, како се вели тоа, мојот горе. Да. После 20 години студент, јас на факултет, го среќавам Бранко. Лично го среќавам во Црна Гора на некој театарски фестивал, тој промовираше книга. И му приидов и таков муабет му направив, му кажав се што чувствував кон него, кон неговото влијание што го имал, и тој супер ме прифати, други работи си работи човекот, си промовира други работи, не знам дали е уште активен, и истото тоа чувство го имам и ја кога ќе ми приидат деца. Многу е важно, затоа што е чист е концептот. Ја се и се што имам работено. Можам да влезам во се и се што, ги знам жанровите, знам да се наштимам, знам во секој време колку е саатот, ние глумците така викаме. Животот е, среќаваме секакви луѓе, во секакви шеми, комбинации, влегуваме, што се вика мачкани сме со сите бои, знаеме да се наместиме. Но петко е нешто многу чисто, многу едноставно. Ние имавме пораки од типот немој да пушиш, оти ме гушиш. Имавме мијте раце со сапун. Тоа се елементарни работи. Тоа се елементарни 2-годишно дете, 1-годишно дете, или не знам, јас кога почнав имаше некоја отровна пластика. Имаше, ако видите, триаголник со пластика, тој и тој, и земаш вака, барав дома по производите пластични. Аха, тоа е тоа. Јас врска немав, ја поима немав дека има и такви работи. Да. Дури елементарни работи. И тоа е многу чисто, многу едноставно. Песни од типот на брокула, рукола, марула со крила, дека јади здрава храна за детство без мана. Немој да јадеш паштети и хамбургери, помфрити паштети. Тоа се стихови што излегува од нас. Ние ги направивме и направивме песни од тоа и пренесовме порака убава. И тоа се убави чисти работи. Апсолутно. Телевизијата е моќна, а тоа што го снимаме е документ. Беше документ, ние се што правиме е документ. Тој документ некогаш ке и по 20 години, и по 15, и по 30 Да. Па еве од кога не сте снимиле нова епизода, па сега ние ги гледаме. Ама пак газиме, јас кога ќе си пуштам, кога и да пуштам, гледам, се смеам. А Петко почна во почетокот Петко почна во живо. Ние не одевме со сценарија, одевме во телевизија во 5 саат, се пушташе камера и одевме во живо, уште ги има на YouTube, можат луѓе да си отворат да видат како изгледа првите епизоди во Петко, одевме лайв. А live audience ко Friends. Лайв одеше на телевизија во 5:00, се пуштат камерите, 3 камери, јас, Петко и си викам гостин и тераме. Дававме подароци, дававме јавување имаше во живо, па се јавува, па имавме некој квиз, па игравме импровизации. Неам зборови. Мислам, јас ден денес кога гледам какви ситуации имаме таму, тоа е не импров, тоа е просто не ми се верува. Кога не можеме да излеземе, баравме. Ама друг формат, Игор. И после тргна во некој посериозен формат и стана 5+, фамилија 5+. Да, со сериозна екипа, со други настани, ама многу ми е оваа тема интересна затоа што мислам дека е клучно да создаваме за децата и содржини на македонски јазик, не само за децата и за повозрасните и за тинејџерите. Точно. Затоа што за мене тоа е чување на јазикот. Се друго може да, нели, ќе го зборуваме, е битно апсолутно како настанал нашиот јазик, кој создавал во какви услови и многу пред нас постоеле и создавале на македонски, меѓутоа што правиме ние денеска со јазикот? Како мислиш дека стоиме во однос на ова? Ако не правиме популарни серии, нема да се одржи јазикот. Па со оглед на тоа дека не правиме, немаме континуитет на снимање постојано, дека сме држава што имаме сериозни проблеми од секој аспект. Слушнав дека на тоа катедрата по македонистика не се пријавува годишно ниту еден студент, или 2. Значи тоа не ме држи за збор. Страшно. Значи генерално веќе младиве како да е напуштена работа, како да е некоја зграда, тоа кој што веќе никој полека се одселиле сите и сите си ја напуштаат, никој не верува во тоа. Сепак тука се големите ликови, големите глави кои што одлучуваат. Сега децата сведоци сме, сите знаат англиски, сите зборуваат, веќе менуваат зборови. Да, децата не можеме да ги дочуеме. Он ме лајка, он ме хејта, он ми е френдли, како имаше едно за
го свиѓам, ме свиѓа. Добро, тоа е од моја време. Од твоја? Да, Јас тоа- постоеше, ама сега ми е смешно, порано викавме ние меме, и сега предаваше еден колега пред средношколци и меме, и вие века го гледат, што е тоа меме? Да, И вика, веќе па, се- меме, бе слика, смешна, и не знам, Аха, нели да. им покажу. Мислиш мим? Значи, дури ни Да, онака да. бар на гласокот бил англицизам, сега не е англицизам, Да, да, го да. кажуваш како што се вика. И тоа јас, е и тоа. јас од син ми само се изненадувам секој ден од такви некои Да, фрази. слеј. Апсолутно. И Добро, тоа и- не е толку страшно. па не, ама сега не знам Ама може како би да баш тој кажам. неправилен веќе и македонски јазик е добар за да може да се доближи до младата генерација. Па, Мислам дека во англискиот јазик и речник не знам колку зборови годишно влегуваат нови, Знам. што се надополнува Да. самиот речник за да расте јазикот да се развива. Зашто да не треба да зборуваме макар и да не е најправилно, баш како што се зборува. Да. Да, супер е оваа поента во делот на македонскиот јазик, ама што правиме со музиката? Мене ми беше интересно кога бев на твојата представа, Сите нејубави нешта, инаку предобра, сега вие викате монодрама, ама така се вклучува публиката, ајде да не откривам премногу за тие што ќе сакаат да ја гледаат, обавезно да ја гледаат прво. Така се вклучувам публиката да во ниеден момент мене не ми беше баш само она класична монодрама, што беше многу добра. И тогаш сватив дека ти свириш гитара, Да. иако на Петко сум те гледала во бендот, ама бев као, добро, може некој друг ја свири. И те интересира музика, колку долго се Па да случува ова и дали е онака хоби или баш пасија. Па гитара свирам од дете, свирам од мој 12-13 години. Значи, свирам, јас сум, да кажам, да се пофалам, добар гитарист за моите стандарди, затоа што како дете беше тешко да се учи гитара, не идев по школи, само уксум, и чекавме музичарите, во аеродром растев, и чекавме музичарите кои што идеа да свират, да се приберат и ние ги чекавме со гитарите, знаевме по 2-3 дура и тие ќе не научеа неколку нови композиции, песни или прстохват, што се вика, како да се фатат новите акорди. И ние тоа го вежбавме. И сега години, после со интернетот, како дојдоа овие технолошките помагала, многу го развив свирењето. Предобро. Ова ми беше супер кога го сватив, а тоа беше баш на представата. И сега на таа представа некако ми изгледаше како се да даде од себе. Нормално е во сите представи си одличен, ама кога е монодрама, еден актер е, се прави и конверзација со публика и нели не води низ целата приказна која што треба да ја видиме. Кажи ми, ја изигра и тука и продолжуваш да ја играш Да, во ја Скопје, играм. ама и во Лондон ја играше. Да. Како публиката различна прифаќа или секаде се исти прекрасни, зашто тука беше многу. Сега не знам дали да зборувам за темата на представата, ами еве ќе кажам на пример зошто решив да ја работам представата, затоа што прв пат кога го прочитав текстот, сватив дека тоа е нешто што е многу битно за мене, за сите нас и дека текстот е актуелен. Ама буквално актуелен. Многу ретко во театар гледам театар каде што се обработуваат теми кои што допираат до луѓето и допираат. Секогаш се збори за некоја епоха, за нешто, поентата е, не знам, сега француски водвил, па сега, не знам, некои политички теми кои што треба вака да копаш, за тоа ја правел представата. Овој текст е толку едноставен, толку е едноставно напишан и толку допира. И представата веќе ја играм 30-40 пати, над 30 пати. Посакав да ја играм надвор од Македонија, бев во Лондон, ја играв 2 пати, представата растури. Не знам, темата на нашите луѓе, се ја играв за македонци кои што живеат на страна, имам големи идеи со представата, ќе играм во Љубљана, Виена, сакам да ја играм сегде каде што има наши. Значи, представата допира, не те остава рамнодушен, не е тоа представа која што ја завршуваш и пак си ја фалам мојата представа, ама тоа што да правиме сега? Добро, мала промоција, јас ја пофалив прва. Фала ти многу, тоа требаше да почнем така. Беше убаво и имам големи планови за представата, сакам долго да ја играм и темата е многу актуелна.
И фала ти што одиш на секаде да играш за нашите луѓе, затоа што е многу тешко кога си далеко од дома и треба да работиш на менталното здравје, а ова е некој таков симпатичен начин да ги натераш луѓето за да се потешко чепнат такви теми. Да. А и луѓето што живеат, што забележав, луѓето што живеат надвор од Македонија, што се надвор, што излегле надвор. Тие луѓе многу поминале. Па многу Они поминале, точно знаат, одма ги препознаваат темите. Темата на осаменоста не е иста на луѓето кои што живеат во Скопје, во Македонија, и тие што живеат во Франкфурт, во Лондон, во Њујорк, во каде и да е. Развиваат други рутини, таму животот е поинаков. Може би има квалитет во се останато, но им фали нешто што па ние овде го имаме. Добро, ајде да се утешиме. Сега работеше за турска продукција, сериозна, баш периодов, затоа некако ни беше тешко договарањето, ама драго ми е што дојде, зашто баш така и драго ми е што дојде после снимањата, за да можеш да ни кажеш како тоа функционира кај нив. Турците одеднаш се појавија сериозно на сцената на креирање на серии, на филмови, има цела Netflix продукција што е во Турција и како тоа изгледа на еден таков сет? Да, имав среќа и можност да работам за една таква продукција. Тоа е баш таква една како Netflix, Таби продукција. ТРТ, националната телевизија од Турција, стартува со една како платформа која што ќе оди за Турција и за Јужна Америка. Значи, серијата ќе се прикажува во Турција, само на платформа, нема да оди на телевизија. Како се сврте работите? Да, Јужна Америка. Јас не знаев дека имаат многу турски серии што се прикажуваат во Јужна Америка. Влегов во 10 епизоди, ќе има само 10 епизоди, можеби ќе се снима нова сезона. Не играм турчин, играм македонец, кој што дејството почнува во Истанбул, потоа целото дејство се префрла во Македонија. Во Бугарија снимав исто една голема серија, игран филм еден голем во Бугарија снимав, но со турската серија што ја снимав сега сватив од прилика како тоа би можело да функционира, да изгледа. Викаш, имаше човек за чај носење, имаше човек за се. Ако јас одам да си земам на сет една флашичка вода да земам, ми доаѓа човек и ми вика, те молам, не земај ти. Само погледнем, јас сум тука за да ти дадам вода. Не ми ја земај работата. Посебен кампер имав каде што во секое време јас после снимање си влегувам во кампер, таму има температура секогаш совршена, секогаш имам се. Убаво е да се почувствува тоа, но сепак тоа нема врска со резултатот. Нема врска. А што кога ќе те одбијат? Еве, си бил за некоја улога или ти дале кастинг, си се спремал долго време, бидејќи актерите се подготвуваат и за кастингот за да ја добијат улогат. Ти се случило ли да те одбијат од улога и може ли чисто една мотивација, зашто мислам дека најмногу добар актер е тој кој што стварно претрпел до сега најмногу одбивања, па стигнал до тоа што е. Ова убаво го кажа. Ова ќе го запамтам. Стварно е така. Да, еден куп порази, што се вика, еден куп губење на улоги, еден куп лошо поминати кастинзи. И како се... Што си викаш? Немам проблем. Јас сум по природа човек кој не држи лутина, човек што многу лесно преоѓа од едно во друго. Некако во животот се сум поминал, пошто знам што се поминав за да стигнам до ова што сум. Јас знам дека кога дипломирав не ме чекаше вработување, после 10 години од дипломирање се вработи во театар. Што се случува кога улогата ти е контра се во што веруваш? Имало ли Многу такви ми е возбудливо. Кога треба се да се преиспиташ? Уживам во такви улоги. Дали сум во право или не сум? Многу се убави тие улоги кои што тргаат. Можеш некој вака да ми издвоиш некоја што те натерала да се извлечеш од све во што веруваш лично како човек? Па, најчесто улогите се нешто што, барем јас што играм улогите, се улоги кои што... Па да речем, за која да зборуваме? Која сакаш? Коста, ајде Коста. Јас немам врска со Коста.
Значи немам врска со Коста. Ја не сум Коста, многу луѓе ме прашувале дали сум. Барем ја мислам така, не сум јас Коста затоа што Коста е класичен лик на наков македонски маж с папучар кој што демек се јас сум. И јас сум ова, цело време он пикира, што прави он жити, се ништо нема направено, Коста ништо нема мрднато ни направено од ула и од се. И сите други ликови. Еве во Бугарија снимав една серија, 40 епизоди, таму играв лидер на српска мафија. Оној главниот, кој што има неколку обиди за атентат, кој што е оштетен, лицето му е не знам какво, полуинвалид, кој што има огромна моќ, тајкун некој кој што е. И тоа беше за мене улога која што беше многу возбудлива, како прво, јас немам врска со тоа. Јас сум тотално различен од тоа. И кога влегов во тоа, и кога почнавме и физички да го менуваме ликот, како да изгледам, како да зборувам, на кој начин да тоа профункционира совршено. И режименцал со тоа се игра. Кога ќе дојдеш, ќе збориме кариерата од почеток и второ, сите филмови вака да не ги наброиш што треба да се гледаат и на листа ќе извадиме. Кој ќе го гледа тоа? Кој ќе го гледа тоа? Па, не знам, сите не се интересни што да филмовите. гледаме. Па да, мојот избор на филмови стварно јас сум малце па веројатно за денешниве е досаден. Еве уште еден. Нека пробаат. Еве уште еден филм ќе кажам, Hit the Road. Hit the Road, ирански филм е, 2000, мислам, некоја, прв филм е, дебитантски филм е на синот на еден познат ирански режисер. Не ми текнува името. Филмот се вика Hit the Road. Hit the Road. Филмот е цел филм во еден джип, во една кола. Цел филм. Совршен филм. Совршен. Еве го препорачувам тој. Може би не. Баш ќе видиме што ќе ни пишат тие што ќе го гледаат. Да го гледаат. Да. Hit the Road. Hit the Road. Ирански филм. Фала и на тебе. Фала ти многу. Се гледаме пак. Доколку ви се допадна разговорот со актерот Игор Ангелов, повеќе од истиот, односно целиот разговор, може да го најдете на нашиот YouTube канал. А сега, одиме во музичко студио, каде не чека еден од најдобрите поп-вокали во Македонија, пеачката Александра Јанева, чии што балади се слушаат и надвор од границите на земјава. Здраво, Александра. Здраво, Јована. Која музика го врти твојот свет? Веројатно се што е поп, ама исто сакам многу да слушам R&B, соул, траки. Постои ли поп балада која на вистина ти е криво што не била напишана за тебе? Сите се во игра. Една од поомилените македонски песни кои што на некој начин ми оставила трага во мојата кариера затоа што сум ја изведувала во моите почетоци пред жирија Месечина од Калиопи. А сега е време да уживаме. Ni okeani solzi, ne te va sega, ni buke
бегај ко сите мажи. Лажи, лажи да дојдеш, до срце да дојдеш. И пак по стара, рани ме, рани ме, рани ме. Овикај некоја друга што ќе ти даде се. Рани ме, рани ме, рани ме. Па и последно дај дождови врнете. Никој да не ги гледа солзите, што за тебе сам ми теча ногите. Веќе никој не ги брои ногите. Дождови врнете. Никој да не ги гледа солзите, што за тебе сам ми теча ногите. Веќе никој не ги брои ногите. Во кој тебе сте нема. Ова што го слушнавме беше Дождови. Јас сметам за мојата најпозитивна песна, затоа што секојаш кога ја изведувам, предизвикувам насмевка и позитивни вибрации кај публиката. Сега следува нешто баладично од мене, се вика Еве ме пак. Еве ме пак, ко сонце без рак, ко рамка без слика, пред тебе стојам, прекривам трак, да не видиш знак, од тага што блика, без да бројам. Штом ке помине се и ке бидеме сами, ке пробаш да се смениш ти. Штом ке помине се и друга тело ти гали, срце чува спомени, парам утеха, чека ме крај, во душава леко не постои рај. Штом некој губи, некој добива се, драги веќе не, а се што сме заче, снемува сјај, измакла од сомнеш, се надзира крај, не љуби срце, што скршено е. И да сакам не може. Еве ме пак, сонце без рак, ко рамка без слика, пред тебе стојам, прекривам трак, да не видиш знак, од тага што блика, без да бројам. Штом ке помине се и ке бидеме сами, ке пробаш да се смениш ти. Штом ке помине се и друга тело ти гали, дур срце чува спомени, бара ме утеха, чека ме крај, во душава пеко не постои рај. Штом некој губи, некој добива се, драги веќе не, на се што сме заче, снемува сјај, измакла од сомнеш, се надзира крај, не љуби срце, што скршено е, и да сакам не може. Скршен часовник, денот стои, не минува. И оној што не двои, ни време не го лекува. Сме зачел, снемува сјај, измакла од сомнеш, се надзира крај,
Третата песна која што ќе ја отпеам е дефинитивно мојата омилена песна. Ја отпеав на Макфест 2021 година, а денес сакам да ја посветам на сите оние кои што годинава поминале низ тежок период. Ова е денот што ни носи. Како да ти кажам збогум, кога тешко е, а хаос е во мисливе, тежина градиве, а домот е каде што се блиските, е таму ми се искрите, од таму ми е силата за се. Тоа што нема да те гледам, тоа е тоа што ме боли сега. Денот што ни носи, дали знаеш колку насмевки и солзи, дали знаеш денот што душа кором со рози и од насмевки во солзи, сите минути ко години ги брои. Ке да чекам да се вратиш ти, до крај на свет ке одам, кажи ми. Пак да види сонце зрак. Денот што ни носи, дали знаеш колку насмевки и солзи, дали знаеш денот што ни носи, дали знаеш душа кором со рози и од насмевки во солзи, сите минути ко години ги брои. Денот што ни носи, душа кором со рози и од насмевки во солзи, сите минути ко години ги брои. Како да ти кажам, кога тешко е, а хаос е во мисливе. Ви благодарам за вашето внимание, ви благодарам што ја слушате и поддржувате македонска музика и не заборавајте да гледате Што го врти светот. Слушнавте што слушнавте, видовте што видовте. Ние сакаме да останеме во постојан контакт со вас, затоа заследете на Instagram, на Facebook и стиснете subscribe на YouTube за да не поддржите. А секако, се гледаме и следната недела овде во 17 часот и 15 минути на Телма телевизија. Поздрав!